Проектот Majestic 12. Добрододовте на мојот канал. Во моето претходно видео на ваква тема навлеговме во мистериозниот свет, а денес ќе обратиме внимание на тајната операција на Америка, која вклучува внземски феномени. Денес ќе пробам да разоткрием повеќе за мистериозниот проект што ја зафати Америка и светот во исто време, задушувајќи ја фантазијата и потикнувајќи контраверзии. Денес дополнително ќе ја разоткриеме приказната и ќе ги истражиме импликациите што ги имаме за нашето разбирање на универзумот. Проектот Majestic 12, познат и како Majestic, е таен проект кој започнал во Америка веднаш по Втората светска војна. Некои ја сметаат за најголема операција заснована на тајно знаење и вонземска технологија. Пред 39 години, во 1984 година, е објавена бела хартија од 14 страници која го опишува проектот Majestic 12. Главната предпоставка за проектот Majestic 12 е дека оваа операција е формирана од таен круг на владини представници, воени команданти и научници со цел да обезбедат своји информации за вонземската посета на земјата. Може би звучи како некој научно-фантастичен филм, али проектот Majestic 12 докажува дека тоа не е филм, туку реалност и вистина која се држи во тајност. Денеска ќе тргнеме на возбудливо патување за да откриеме повеќе тајни и да фрлиме светлина на наводните операции извршени под знакот тајност. Во овој проект има и многу возбудливи визуелни слики од видувања на НЛО и владини документи. Еден од најпривлечните аспекти на проектот Majestic 12 е наводната врска помеѓу владата и неидентификуваните летечки објекти, наречени НЛО. Декласифицираните документи и протечените информации кои сугерираат дека проектот бил вклучен во истражување и проучување на видување и средби со НЛО. Во овој проект има и многу архивски снимки од инциденти со НЛО. Се поставува прашањето, што се очекуваше да се добие со проектот Majestic 12 и од проучувањето на НЛО. Некои теоретичари шпекулираат дека владата имала за цел да искористи напредната вонземска технологија за воени цели, додека други веруваат дека се обиделе да ги разберат потенцијалните импликации од контакт со вонземските цивилизации. Тука има и експертски интервјуа кои разговараат за потенцијалните мотивации. Многу експерти тврдат дека идејата за таен владин проект кој работи во соработка со вонземски суштества не е фантазија. Тие не ги отфрлаат доказите како обична измислица или погрешно толкување на доверливи информации. Сепак, поборниците на проектот Majestic 12 ја нагласуваат доследноста на сведочењата на сведоците и веродостојноста на одредени протечени документи и информации. Во проектот Majestic 12 има и дебати на поделен екран помеѓу скептици и верници. Иако вистината може да остане неостварлива, ама она што не може да се негира е влијанието на проектот Majestic 12 врз популарната култура. Проектот Majestic 12 инспирираше безброј книги, филмови и ТВ емисии, станувајќи камен темелник на заедницата за НЛО и теорија на заговор. Додека патуваме подлабоко во оваа загадувачна тема, ајде да се подсетиме и да пристапиме со критички, но сепак отворен ум. Потрагата по знаење е бескрајна потрага, а проектот Majestic 12 продолжува да го интригира и предизвикува нашето разбирање за светот во кој живееме. Сега ќе истражуваме во енигматичниот свет на владината тајност. Останете во текст за воодушевувачки откритија и интригантни дискусии. Денес тргнуваме на возбудливо патување за да откриеме повеќе тајни и да фрлиме светлина врз наводните операции извршени под низиниот плашт на тајност. Додека за постоењето и обемот на проектот Majestic 12 продолжува да се дебатира, протечените документи и така наречените свиркачи дадоа примамливи погледи во неговите активности. Тие вклучуваат
извештај за пронајдени срушени НЛО, испитување на вонземски артефакти, па дури и контакт со вонземски суштества. Едно од најпривлечните тврдења поврзани со проектот Majestic 12 е дека вклучува високо ниво на соработка помеѓу владини агенции, воениот персонал и реномирани научници. Се вели дека оваа соработка ги поместила границите на научното разбирање и технолошкиот напредок. Важно е да се забележи дека скептицизмот обстојува околу автентичноста на протечените документи и сведочења на сведоците. Сепак, привлечноста на проектот Majestic 12 лежи во неговите потенцијални импликации. Ако дури и мал дел од тврдењата се вистиниди, тоа би можело да значи дека човештвото направило значителни откритија во разбирањето на напредните погонски системи, изворите на енергија, а можеби дури и природата на нашето постоење во космосот. Понатаму, идејата дека американската влада поседува знаење за вонземски живот и покренува длабоки прашања за нашето место во универзумот. Дали сме дел од поголема космичка заедница, дали сме биле под влијание или водени од суштества од други светови, одговорите доколку постојат остануваат обвиткани во тајност. Проектот Majestic 12 служи како подсетник дека има многу повеќе да се открие надвор од границите на нашиот секојдневен живот. Ја разгорува нашата љубопитност и не турка да го истражиме непознатото, предизвикувајќи ја конвенционалната мудрост и инспирирајќи не да бараме подлабоко разбирање за нашиот свет. Важно е да се напомене дека деталите и откритијата што му се припишуваат на проектот Majestic 12 се предмет на многу дебати. Додека некои тврдат дека проектот открил револуционерни наводи поврзани со вонземска технологија и посета од вонземјани, конкретните докази за поддршка на овие тврдења остануваат недофатливи за нас обичните луѓе. Сепак еве некои од откритијата поврзани со проектот Majestic 12. 1. Обновени НЛО. Се тврди дека проектот Majestic 12 бил вклучен во пронаоѓање и испитување на урнати или соборени неидентификувани летечки објекти наречени НЛО. Овие инциденти додадоа вредни сознанија за напредните погонски системи, материјали и технологии, кои се надвор од нашето сегашно разбирање. 2. Обратно инженерство. Поддржувачите на проектот сугерираат дека обновените НЛО биле подложени на процес наречен обратен инженеринг. Овој процес вклучуваше демонтирање и анализа на вонземската технологија за да се разбере низината функционалност и потенцијално да се реплицира за човечки апликации и потреби. А за ваков процес кажуваше Боб Лазар многу одамна. На многу луѓе им е добро познат кој е Боб Лазар. 3. Вонземјански артефакти. Проектот Majestic 12 добил и проучувал различни артефакти од вонземско потекло. Се верува дека тие артефакти се поврзани со вонземски цивилизации и имаат непроценливо значење за напредните науки, изворите на енергија, па дури и за потеклото на животот во универзумот. 4. Контакт со вонземски суштества. Некои поборници тврдат дека проектот го олеснил контактот и комуникацијата со вонземски суштества. Се вели дека овие интеракции даваат увид во нивните цивилизации, мотивации и потенцијално потикнати соработки во област како што се науката и технологијата. 5. Напредна технологија. Се тврди дека проектот Majestic 12 стекнал знаење и технологија далеку пред своето време преку неговите интеракции со вонземски суштества или проучување на откриени вонземски артефакти. Се вели дека оваа напредна технологија придонела за значителен напредок во различни области, вклучувајќи ги воздушната, телекомуникациите и енергијата. 6. Придобивање на енергијата. Застапниците на проектот сугерираат дека проектот Majestic 12 направил значителен напредок во разбирање на алтернативните извори на енергија и погонските системи. Се шпекулира дека проучувањето на вонземската технологија овозможило развој на чисти, ефикасни и моќни енергетски решенија
кои потенцијално би можеле да ја револуционизираат нашата енергетска индустрија. 7. Класифицирано истражување и развој. Проектот Majestic 12 ги олеснил класифицирани програми за истражување и развој кои ги истражувале најсовремените научни концепти и технологии. Ова ги вклучува областите како што се антигравитација, патување низ времето и манипулација со времето и просторот, за кои се верува дека потекнуваат од проучувањето на вонземската технологија. 8. Тајна вселенска програма. Некои поддржувачи тврдат дека проектот Majestic 12 бил инструментален во создавање и функционирањето на тајната вселенска програма, која имала за цел да истражува и воспостави човечко присуство надвор од земјата. Оваа програма користела напредни погонски системи и технологија добиена од проучувањето на вонземски извори. Од суштинско значење е да се пристапи кон овие тврдења со одредена доза на скептицизам, бидејќи автентичноста и проверливоста на доказите што ги поддржуваат овие откритија за некои луѓе се многу спорни. Тајноста околу проектот и недостатокот на официјална потврда го прават предизвикот да се одвојуваат фактите од шпекулациите и теориите на заговор. Природата на класифицирани проекти, како проектот Majestic 12, го прави предизвикот да се потврди автентичноста и точноста на достапните информации. Постоењето и обемот на откритијата што му се препишуваат на проектот продолжуваат да бидат предмет на дебата помеѓу истражувачите, скептиците и теоретичарите на заговор. А на вас останува да одлучите сами дали мислите дека сето ова е вистина или само уште една теорија на заговор. Додека ја завршуваме нашата истрага за проектот Majestic 12, ве поканувам да ги споделите вашите размислувања во коментар долу под видеото и би сакал да ми пишете во коментар какво е вашето мислење и со драга воја би го прочитал вашиот коментар и би ви одговорил. Дали верувате дека овој проект е реален или мислите дека е само разработен заговор? Запомнете, потрагата по знаење е тековно патување, а вистината може би е поблиску отколку што мислиме. Ви благодарам што ми се придруживте на ова возбудливо истражување. До нашата следна истрага внимавајте и оставете го умот отворен за можности заедно ќе продолжиме да ги разоткриваме мистериите што не обкружуваат. Останете љубопитни, бидете внимателни и никогаш не престанувајте да прашувате. Ви благодарам што ми се придруживте на ова волшебно патување. Ако ви се допадна ова видео, не заборавајте да притиснете лайк или ми се допаѓа и да го споделите со колегите и пријателите кои трагаат по вистината. Претплатете се на мојот канал и притиснете го звончето за известување, за да бидете известени кога објавувам нови видеа. Како и секогаш ја ценам вашата поддршка, запомнете, вистината е таму некаде и чека да биде откриена. Ви благодарам за вашето одвоено време.